Здраво, Лео. Добро вечер. Чекаме другите. Добро вечер. До вечер. Видиме дали уште некој ќе ни се приклучи. Океј, Добро вечер. добро вечер. Можно и толку да сме. Така што ајде да почнеме. Дали имавме домашно? Не. Запишано. Немам. Мислам дека немам. Лео, Христијан, бевте вие присутни минатиот час? Да. Да, Или на Лео, мислам секој. дека беше. Да? Јас бев, да, само за овој час немав, пошто мислев нема да се уклучам денеска. Немам за часот домашнега, мислев нема да се уклучам денеска, али стигнав. Имаше само да се смени позадината. Така. Да. Готово ми е скринали, окей. Ајде да видам до кај сте со проектот. Покажете ми сите што имате. Океј. Ајде. Океј. Битно, Тодор, ајде. Го уклучувам Visual Studio Code, океј. Нека покаже некој друг појас. Ајде, Христијан. Сега. Бак. Добро, ги имаш сите основни работи, што треба. Само уште еднаш да ги видам те сликите какви се. Види се. Дали се целосно... супер, добро, окей. Нема транспарентна позадина тие софите, ова фотелја и маса што ти се. Да. Добро. Ајде, Лео. За сега. Подобро би било да имате некои слики што се целите како без делови да се со транспарентна позадина, туку да се како цели слики. Денеска ќе видиме што и како може да стилизираме слики, а после тоа може да ги стилизирате вашите слики. Твоите се добри. Не знаев што да ставам за позадина, затоа е тоа. Не, позадината е
Позадината е окей. Можеш додека чекаме, Христијан, да го тргнеш тоа што беше во горниот дел со медијата, само закоментирај го во HTML-от и направи ги малку кратичките поголеми. За сега па ќе видиме. Окей, ајде Лео, Некои моите се мислам преголеми. тоите се преголеми. Да. Добро е се, само што се преголеми. Ајде ти намали ги. Да. Тодор? Да покажем. Да. Се. Јас реков преходниот час дека не сакам да кладам позадина, дека сакам да биде сиво, подобро е, не знам. Добро. Или мора да кладам. Не мора, окей. Окей, сиво, само вака. Сега ти имаш точаците ти се само точаци, само објектите без позадина. Можеш ли да најдеш некои други точаци, само сликите, не линковите, само сликите, смени ги со некои цели слики на точаци. Значи, целата слика да е без бела позадина. Можеш да го смениш тоа само? Мислам дека имаше не знам, за една веб страна што управаше тоа, background remover или как се викаше, там кај мон да А земам. не треба да го тргнеш, ќе споделам јас да ти покажам. Отиди на интернет, пиши bicycle image, само, и било која од овие слики, не овие со бела позадина, туку овие вакво нешто, или без човек, не мора човек, вакво, пример, Ја, например, не воа. чекај не гледам. Не тоа, да. Ете тоа, лево горе, портокаловото и некое друго. Нека лево горе. Кој е наставник? Еве тоа портокаловото во средина можеш да го ставиш. Тоа. Да. За такви да побркам. Како? Вакви, без бела позадина. Да, само да не биде бела позадината. Окей, Христијан, сподели слободно. Сега. Ева, поголеми си го тргнавте. Одлично, одлично. Супер, тоа е тоа. Добро. Тодор, немој да мисли многу, било кои слики само стави ги. Битно е да има точок, затоа што тоа ти е темата и да не бидат со бела позадина. Copy image адрес, така? Да, тоа и, нели, знаеш, после само смени го линкот во не таму. Пололу. Тоест да, таму има го срц. На 35-та линија. Не тие. Тие не ти се картичките. 34 и 35, не? Тие. Само 35. Доволно е. Насенко, Да, ја имам прашање. ајде. Тука, овој тука div опрема, Мгм. така, од тука до тука. Не е до таму. Тоа е на артикли што Да, покажуваш. до тука, извинете. Е до таму, добро. Со овој div, што е со овој div? Тој div треба да ти се однесува како некој контейнер, кој што всушност ќе има display flex на него. И display flex кога ќе има, може да ги користиш и другите properties што ги учевме, како на пример flex wrap, за да можеш да им кажеш на кратичките да зафаќаат онолку место колку што им треба. Што ти е контейнер, во него ги ставаш после другите items, како што го имаш направено тоа.
дивовите артикли. Добри, и во артиклите треба да се намалили зголеми. Да, и артиклите треба да ги зголемиш и ова ти требаше да Да ги ги намалиш. Да. Кај ти е сега големината на сликите ставена? Па, Не знаеш како да ги намалиш? па да. Ајде да видиме. Имаш. Да. Тука. Ајде со кој properties можеш да ги изголемуваш и намалуваш работите. Да им кажеш ширина и висина. Да. А па height Добра, и width. точно така. Ајде прво со height и width на артикли. Да. О, 100 на 150 сега. Ајде види се. а не, чекайте, не гледате. Да. Чекај не, и тоа да гледам. Не се сменја? Не, вака се направи. Чудно се направи. Добро, чекај да видиме. Овде се големи тебе сликите. Е вака. Што се случува? Не знам. Не можам ништо да пишам, не можам ништо да правам, види. Како да ми е заглавено нешто. Чекайте уште еднаш ќе пушти. Не, можеш и ти сам да ги смениш. Да, добро сме. Окей. Стеги, што знам, 150 на 150 стеги. Или 200 на 200, види како има повеќе смисла. Добро, Тодор, можеш и ова горе, ова касетава да ја закоментираш, да не се покаже во HTML-от. И толку. Се извинам, што е направо? Таа касетата, сликата горе да ја закоментираш, да не се Кој ти вие? Како? Како тоа? Кој ти вие? Да. Не, да не се покажува, само за коментира. Немам тоа, се сетив зашо зборувате, немам тоа го правам многу долго време. Как се правиш? Коментирање? Да. Го селектираш ова и правиш Добро. контрол прашалник само. Сега ќе ти го нема. Окей? Да, зашо пак така чудно испаѓа? Што? Ти многу место има, например, помеѓу точиците и се. Затоа што ги имаш ставено во средина и тие се зафаќаат плюс просто помеѓу себе поради маргините што ги имаат. Ајде да видиме. Зошто е тоа така? Каде е контейнерот? Ево го. Display flex, викаш flex за web, align items, flex start и justify content, center имаш ставено. Што тие ќе бидат горе во средина.
и Па да не бидат. Што треба? предпоставувам како? Да бият на средина, треба да го избришем ли? И плюс имаш маргини додадено, ова ти е вишок едно. И ти имаш ставено маргини, да има помеѓу нив. Ова не ми работи мене делитот, ја не знам зашо не ми работи делитот. И го избришем. Кај вас на компјутер. Добро, окей. Ајде да продолжиме со тоа што имаме за денес. Добро ви е на сите се. Сега. Споделам екран. Ова беше Само сега што треба да одминатиот направам час. за да ми биде на средината само? За да не ти биде? За да ми биде на средината. На средина. Тука да биде. Ама подобро е вака да бидат горе, не баш на средина во екранот. Па окей. Инаку можеш тоа да го направиш така што ќе ставиш должината, тоест, извини, висината на контейнерот да биде колку целиот екран, што е? И после требаше да се направи align items center, така ќе дојдат во средина. Окей. Или align content беше, некогаш ги мешам јас тие две, align items и align content. Сега ќе да продолжим за news, контакт и сите или? Како? Ќе да продолжиме за вие или? Не, одиме со друго денес. Значи готово сво. Ќе работите пак на тие, само друго Окей. нешто. Добро. Како што пише во мејлот, денеска ќе видиме некои си својства за стилизирање на слики. Овде на екранот имаме две слики и тие две слики имаат некаков си бордер радиус. Кога на слика ќе ставиме бордер радиус, таа целата слика си добавя незината рамка, незините краеви добиваат некаков си агол. Со бордер радиус од 8 пиксели добиваме едно мало благо за облување, додека пак ако ставиме 50% да биде заоблена, сликата доаѓа во некаква си елипса. Ајде да го видиме тоа кај мене во примерот, да видиме само што имав јас. Добро, вака. Океј, јас тука ќе смалам сега, што треба да смалам. Хто треба да го намалам малце. 2. Океј, и оваа касетава ќе ја закоментирам. Вака. Добро. Сега и јас го имам истиот проблем како и вие. Ајде да видиме сега некои други слики. Bicycle image, ево ова. И ние паралелно да работиме или? Не, вас ви окей ова. Сега го седивме кај вас. Добро. Image го. Хајде. 100 пиксели. Добро. Океј. Ајде да се најдам уште две слики. Која беше таа што ја кликнав? Оваа. Давај подолу од оваа. Друго. Ево. Твојата слика. Едно. Ка биде оваа. Океј. И сега, си додадов селектор за сликите, кај некој имаше потреба од ова, кај некој немаше потреба. Сега, кај оние кои што немате, додадете го овој селектор, ако сакате. Другата опција, ако сакате, е да си додадете некаков си идентификатор на сликите, како например класа, или пак да отидете преку тие понапредните селектори, од артикли
да го земете линкот, да ја земете сликата. Еве јас ќе го направам тоа. Сакам на вака едно до друго, полесно за да си гледам. Вака. Сакам на класата артикли. Првиот атак, првата слика. Првата и единствена во овој случај. Пак ќе го добиам истиот резултат. Само што сега, ако на некое друго место додадам слика, таа нема да ми биде со фиксна ширина и висина, туку си имам некаков убав, специфичен селектор за овие слики. А ако не се трите слики, ако ти имаме 3 слики, Како? па ако имаме вака 3 слики иста, нели ке мене, например, беа сите 3 слики со 200 пиксели, така? Да, Би ги смалив. да. Истото, значи ова, овој Истото, селектор да. ги опфаќа сите три. И ова, и ова, и оваа слика. Зошто? Подсетување. Прво нешто што селектираме се овие класи, еве ги артиклите. И после викаме, дај ми го првото дете, сите први деца што се со А тагот. На прво ниво, само овој А таг е тука. Се зима тој. Следно нешто, вика навлези во првото дете на прво ниво, кој што е image, img. Еве го, еве сликата. Ако одиме долу нагоре, img, а div, обратно гледано. Поточно div со таа и таа класа. Океј, и сега, оно што го гледаме денес е да им ставам пример border radius од, па да кажеме, 20 пиксели. Што ќе добиам? Ќе добиам ова тука заоблување на сите слики. И тоа е едно првото од пропертисот што можеме да ги имаме. Други работи се слични, како што можеме да ставиме на било кој елемент. Border, padding, width, ова веќе го видовме. Можеме да кажеме на hover што ќе се случува и така натаму, ајде да ги видиме. Добро, следно ќе додадеме некаков си border, 2 пиксели, solid black, пример. Да пишуваме ние. Еве го тој бордер што се добива околу сликите. Можете да пишувате, да. Ако не стигнете, ќе ве почекам после. Ајде да тука напишете. Кажете ми кога ќе сте до тука. Ја имам напишано. До тоа артикли. Како? Артиклите да ги запишеме, артикли, има го. О, артикли во има го. Не те разбрав баш? Не, што да препишеме точно? Да, добро. Најверојатно и кај вас ќе е тука истиот селектор, ама не знам, пример, кај мене е контейнерова, кај Лео беше опрема. Така што пазете, може да имате некакви си разлики. Напиш. Добро. Може да продолжиме? Океј. Следно што можеме да ставиме, тука е некаков си падинг од, пример, 5 пиксели. Ќе си дојдат малку по внатре во нивната рамка. Пазете, во нивната рамка си доаѓаат повнатре.
и можеме да кажеме пример имаг hover, кога ќе се хаварне на сликите, да добијат некаква си сенка, поточно box shadow од 0,02 пиксели, 1 пиксел и ово би требало да се познава. Добро. Малку се познава. Ќе отидеме на 4 со 2. Ево го. Кога ќе хаварнам врз сликите, ја забележувате таа сенката во позадина што се појавува? Да. Да. Направете си го тоа за да ја имате и вие. И сега гледате како страницата не само што ни станува поубава, туку во исто време ни станува респонзивна, што е многу битно и многу клучно, и ни станува интерактивна. Кога нешто ќе прави корисникот на страницата, ќе му се случуваат акции. Ние сме навикнати веќе на ова, да ги гледаме на сите страници. Купчињата се ја менуваат бојата, нешто што може да се клика, веднаш го забележувате, знаете кај може да пишувате текст и така натаму и така натаму. Страниците се интерактивни. Добро. Следно, што може да направиме, е сликите да бидат респонзивни. Поточно со својството max width на 100% и height на auto, сликата ќе се намали, но никогаш нема да биде поголема од нејзината оригинална големина. Еве вака. Значи викаме width, ова треба ќе си го закоментирам накратко. Ќе си додадам нови width. Поточно max width ќе ми треба 100% и height на auto. Сликите ми се во нивните оригинални големини. Но нема, иако овие слики уште поголеми се од мојот екран, нема да се зголемат повеќе од мојот екран. Еве го, значи сега не идат тие до самиот крај, бидејќи имам други падези и маргини тука од бодито и така натаму, од самите слики. Но тие ќе зафатат оноку простор колку што се големи или можат, а висината ќе им биде соодветна на нивната ширина. Тоа го постигнуваме со помош на ограничувањето на max width, кажуваме дека ќе биде 100% и height ќе биде auto. Ајде да видиме без ова како би личело. Погледнете. Надвор од мојата големина на екран ми бега сликата. Зошто? Затоа што не и кажувам колку максимум може да биде незината ширина. Ова го коментираме. Ако го закоментираме хајтот, ќе видиме исто, бидејќи во овој случај тука со овие слики тоа не именува, а мислам дека и хајтот по дефолт е на auto. Може да го провериме тоа. Click inspect, има го. Height auto. Добро. Да. Тоа е дефолтната вредност, затоа ништо не е поразлично, ништо не се менува. Оно што е клучно е ова тука max width. Наместо width да ставиме секогаш да биде 100%, кажуваме max width ќе оди 100%. Дали има некој идеја од каде се добиваат овие 100%? Од што ќе биде тоа 100%? Од каде доаѓа? 100% од што? Дечки, некоја идеја?
сите елементи, сите тагови се наоѓаат во некаков друг таг. Може тоа да биде бодито тука да биде само исклучок. Бодито не се наоѓа во ништо, ама тоа е исклучок. Сите други се наоѓаат во некаков си елемент. Ова 100% значи дека ќе биде 100% од големината каде што се наоѓа, односно големината која што дозволува родителот на овој елемент. Секој елемент си живее во некаков свој негов контейнер, негова околина каде што живее. Не се тие апсолутно ни вака додадени на екранот. Ова 100% го означува тоа, да знаете. Што значи тоа? Ако вие имате некаков си друг елемент кој што не е вака поставен и ставите max width 100%, нема тоа и секогаш да ви го зафати целиот екран. 100% не значи секогаш целиот екран. Тоа е релативно на елементот во кој што се наоѓа. Океј. Дали имате некои прашања до тука? Се извинувам, как се правеше пак скратеница за тоа зеленото? Контрол, прашалник, селектираш редици, контрол, Добро. прашалник. Океј, благодарам. Молам. Добро. И значи 100% не, тоа 100% не зафаќа се од екранот. Тоа не очекува. Во овој случај зафаќа се од екранот, поточно не е пак целиот екран. Еве како што видовме, морам да го закоментирам. Како што видовме, гледате, не е до крај скос на екранот. Туку си е, дали ќе можеме сега да го видиме тоа убаво? Овде. Еве, гледате, овој контейнер, погледнете, еве ја неговата големина. Ова е контейнерот на ова е контейнерот на артикли, ова е тагот и ова е сликата. И сега погледнете како се тие исти, еден падинг само плюс имаме во сликата. Така, еве е големината, ова плавото што се обележува. Ова е големината на перентот на сликата и тоа би било максималната должина која ќе ставиме max width 100 на оваа слика. Поентата ми е дека работите се релативни по дефолт. Зошто ви кажам релативни по дефолт? Затоа што има опција да бидат и апсолутни. Кога се апсолутни, елементите не ги интересира што има лево, десно, горе, доле од нив. Тие се апсолутно поставени некаде на екранот. Пример, сакам во ова тука лево горно ќоше, секогаш без разлика што има на екранот, не ме интересира, да имам некаков си стикер, лого, нешто било такво што. И тоа нема да ми се менува мене никогаш такви некои работи. Тие елементи се поставуваат апсолутно, меѓутоа тоа е приказка за друг пат. Вие сега сакам да запамтите, да знаете дека овие работи, ширините се релативни. Еве да го видиме и другото. Другиот артикол, ево. Така. Еве ширината на елементот. И сега, ако елементот сам по себе нема некаква ширина, по дефолт тој ширината секогаш ја наследува од неговиот родител. Меѓутоа, сега можам уште за ова да зборам и се, ама не сакам многу да ви испобунам, доволно е ова што го изнакажав. Само запамтете дека width од 100 некогаш ако ставите или max width од 100, запамтете дека не значи тоа на цел екран. Тоа е доволно да го знаете за сега. Добро. Океј. Добро, тоа го видовме. Имаме уште
некој тука работи, за да центрираме слика, можеме да поставиме left и right маргини на ауто и да биде блок елемент со width 50%. Плюс, ајде да видиме вака, сега за ова, да го покажеме, ќе ми треба некаква си друга слика, чекайте вака да видиме, примерче. V3 Schools, секако тука продолжуваме на V3 Schools, со покажување, и овие другите примери се од таму, нема потреба да ги ставам сега сите слики и примери од таму во презентацијата. Можеме тука да си продолжиме. HTML, поточно не, CSS не интересира сега. Image styling. Ево. Еве, како што можете да видите, истите примери што се тука, се и во презентацијата. Еве ги тие. Веќе го видовме ова, како можеме со помош на бордери да креаме thumbnails, thumbnail image, така се вика тоа само како сликичка која што може да се клика, значи тоа, thumbnail image. Респонзивните слики исто така ги видовме сега. Добро, чекајте така да видиме. Еве што значи тоа респонзивна слика, која ќе се намали екранот, погледнете како си се намалува сликата. Еве сега тука си е пак. Го зголемувам екранот. Тука си е пак. Не е апсолутна. Ширината и висината си се зголемуваат соодветно екранот. Друго нешто, еве, добар, одличен пример. Има max width 100%, ама не го зафаќа цел екран, во нејзиниот дел што си е тука, има простор од овдека до овдека и си го зафаќа цел тој простор. А висината си се става автоматски соодветно ширината. Еве да видиме некакви си полароидни слики. Може да го земам овој цел код, да го ископирам, да отворам нов файл во CSS Advanced, ќе направам нов фолдер, ќе го крстам слики, new file, sliki.html, во sliki.html го копирам ова, не сакам во HTML-от да имам CSS, го земам CSS-от, во слики правам уште еден фолдер, sliki.css, и си го ставам тука. И ова веќе не ми треба. Ќе одам уште дел некои работи да си ископирам. Мета податоците, тајтлот и линкот за CSS-от. Ќе си ги ставам тука. Ево вака. Тука сега имаме sliki.css. Добро. И само имам потреба да најдам слики. Овие тука слики, каде ќе проба да ми ги бара ова? Дали знаете? Каде ќе проба да ги бара? На интернет или на мојот компјутер? На ваш На компјутерот. Така, на мојот компјутер ќе проба да ги бара локално во фолдерот каде што се наоѓаат. Јас Там ние да запишеме, или? немам вакви слики. Да, и вие ќе го запишете ова. Океј. Добро, окей. Што се полароиди, знаете? Што се? Што се полароидни слики, полароиди? Полароид, знаете што е? Полароид камерата? Да, полароид е вид на камера, Да, која што полароид. која што
одма вади слики. Сте ги видели можеби, еве вака личи тоа. Камерче се слика и одма си ја печати, си ја вади сликата. Сте виделе вакви камери? Да. Да, Да немате. Да, не. не, не. Мислам, не. Слушнав лево дека има. Не сум видел, ама многу да. Аха. Е па Исто. да, тие беа порано шема пред моје време. После тоа дојдоа тие дигиталните Рекламно. камери, дигиталните апарати, па камери дојдоа, па телефони дојдоа. И сега, како и со некои други работи во светот, сакаме ретро ствари да преме, да имаме и таков ретро стил всушност вадат тие полароидите. Квалитетот на сликите не е 4К, 8К, тие квалитети што ги имаме, што ги знаеме денес, како што е ова тука пример сликава, ама се онакви арт слики, така. Океј. За да го постигнеме тоа, ми треба сликите. Можам ли оваа слика јас да ја земам, copy image address, тука да си ја ставам? Од се финта да направиме. Добро. Можам ли ова тука? Зашто не? Добре, и сега тука во Home, тука можам да си пишам како беше CSS Advanced, CSS Advanced /sliki/sliki.html. Еви ги сликите. Тука ми е вака. И тие личат нешто како полароидче. Што е полароидчето? Ништо, позадина некаква, текст доле, бела позадина на долниот дел од текстот и толку. Ајде да го ставиме ова вака тука, CSS-от до нас и гледаме што се прави. На бодито му се става некаква си маргина од 25 пиксели, небитно. На дивот со класа Polaroid ставаме width да биде 80%, ставаме некаков си background color, ставаме box shadow да има за да добие таква некоја си сенка за да личи кој да е вистинска слика и ова е клучното нешто, margin bottom да се стави, тоест не е ова клучното нешто што зборам. Клучното нешто е овој тука текст, div, овој тука div, контейнер со параграфот, некаков си Cinque Terre и Northern Lights и на нив им се додава падинг од 10 и 20 комбинирано со text align center. Овој прв тука CSS ми ја прави сликата. Вториот дел внатре под сликата во класата Polaroid имаме прва слика, ева таа, а под нејзе имаме некаков си повторно div со класа контейнер и во него text align center padding 10 пиксели и 20 пиксели. Еве го тоа тука, тоа белото со текстот. Ајде мало подсетување што начуваше кога ќе имам во padding или во маргина две вакви. Кои страни ми се опфаќаат? О, м, горе, доле, лево, десно? Горе доле, лево десно, така? Да. Така. Добро, ете го тоа примерче. Ќе ви го пратам текстот за да видиме повеќе примери. Ако изгубим, не се, мислам, не се нешто комплицирани, штедам само на време и на работи што веќе ги имаме учено. Еве ви го HTML-от, еве ви го и CSS-от. Секако, ако неќете мислите дека ви се окей тука да ги гледате, во Schools ви е секогаш достапно. Најверојатно ви имам кажано, меѓутоа прв пат кога учев јас HTML и CSS, учев токму тука на Вътре Schools за учење основни работи, за познавање на било што од овие тука горе работиве, е идеално, многу добро се објаснети сите работи. Опасити на слика, мислам дека ова веќе го имаме видено.
Мислам дека го имаме веќе покажано опаситите. Така, дечки? Да. Христијан само ми потврди. Другите ви текно? Да. Поминемо. Добро, значи цела година учиме некакви работи. Нормално е да не запамтите се. Поентата е да се навикнете на ова, а после тоа со помош на интернет и вашето глобално знаење да можете да направите било што. Мислам дека не беше на слики, но беше на бои или текст, нешто така. Океј, ајде ќе видиме со слики. Слики. Еве, може на вториот поларит. Ќе го ставиме, тоест не можеме на вториот. Copy paste. Тоест тоа вака се треба да дојде еднаш на десно. Вака. Сега ова треба. Вака. Добро. Сакам секогаш се да ми е подредено кој што треба. Добро. Ева, оваа слика ќе си ја земам. Добро. Колорит. Opacity ќе укрстим ова. Forest ќе биде текстот. И тој div со Polaroid 2 ќе има се исто. Освен што ќе има opacity пример би било 0,5. Да кажем. Еве го вака. Нешто немам сочувано. Еве го Forestот. Само што не ми се стави тој opacity. Така. Морам opacity да го ставам на сликата. Значи тука морам да имам едно имага. Поточно не, вака. Polaroid, све не, грешно сум го крстил јас. Polaroid opacity. Да видиме. Ево го вака. Проблемот со ова е што ако не го ставам на сликата, целото вакво ми се забледува. За да го ставам само на сликата, морам да го направам следното. Ова, окей, ќе си остане. Но, ова го тргам од тука, правам div.polaroid opacity, сликата во него, да има opacity 0,5. Сега, што кликам по грешка, сега сликата, само сликата ми е избледена со помала видливост, opacity всушност означува колку да биде прикажана сликата од 0 до 1. 1 е дефолтната вредност, се е прикажано со како што треба. Значи, 0,5 намалуваме на 50% од видливоста на сликата. Еве да видиме 0,1 како би личало. Едвај ќе се гледа сликата. Ова може би го имате видено на игрите на почеток кога ве прашува да кажете дали гледате, има две обични икони и ви вика еднава да се гледа добро, еднава да се гледа едва и да се гледа. Имате такво нешто видено? Да. Да, тоа се користи за да се одреди колку brightness по дефолт ја има играта, она преку тоа гледа во каква околина сте вие, дали сте, пример, со многу светло или во темница играта. Ако играте во темница, подобро е помалку brightness да има, па ќе гледате вие се. Добро, окей. Ајде да видиме нешто корисно што можеме да искористиме. Еве вака.
ова ќе го искористиме сега на вашите проекти. Ова тука не ми треба. Сакам да се гледа сликата. Center, position absolute, top 50, left 50, transform, translate. Јо, мислам дека нема да треба. Добре. Зошто се намалува за 50%? Океј, ќе оставиме тоа и контейнерот position да му биде релатив. Така. Ќе земам вака сега. Јас ќе ви покажам. Ќе земам ајде, па ќе земам Cinque Terre. Како да се чита. Ќе му ставиме нова класа. Text center нека се вика. Добро, Polaroid text нека биде. Добро. div.polaroid text. Потребно е да му ставиме position relative, додека пак на текстот што ќе биде внатре, div.polaroid text бараме класа контейнер. Ставаме position absolute. Ставаме топ 50% беше, да, 50%. Left или right беше? Left. Исто така 50%. Тука точка заперка. Видиме сега дали ќе добиеме некаков си текст. Тоест не, нема да добијам текст. Чекај да видам. Добро. Relate. Relative. Треба да има. Не relate. Добро да видам дали правилно сум ги аплайнал CSS-овите. Polaroid text, position relative, има го ево го Cinque Terre, само не се гледа. Добро. Div position absolute, top 50%. Аха, не треба да имам тука параграф, тој ми смета. Ево го ова Cinque Terre, во средината ми. Сега, што ќе му направам јас на тоа плюс? Ќе му ставам font size, пример 36 пиксели, background color, purple и color ќе му ставам red. Еве ми го текстот тука. Сега, треба да направам и translate, transform поточно. Translate за 50%, за да дојде во вистинскиот центар со ева кога се намалува, значи ајде вака ќе се коментирам ова translate за да ви покажам. Претходно гледате како е малку изместено, тоа е затоа што овој лев горен ќош е во средината на екранот. Сега, кога дојде тој во средината на екранот, доле и десно, всушност нашиот елемент, ќе личи малку изместен. Но кога ќе му направиме
transform и translate со минус 50%, тој ќе си дојде во неговата вистинска точка тука во средината. Значи да замислиме дека ова тука сега му е новата точка во средината. А ова со црвено. Ева новата точка тука сега. А претходно, без transform translate за минус 50%, да го вратиме всушност лево и горе, претходно точката е оваа што е во средина на екранот. Неговиот лев горен ќош. Дали го разбирате ова, дечки? Добро. Да. Да. Или ве буни, сакате уште еднаш да го објаснам? Ајде би. Да. Лео, ти кажа да и најасно и да се објасни. Не реков да и реков после добро, ајде. Добре, ајде, може. Вака, еве ни го нашата слика. Сега, ако ја поделиме од горе и од долу, ја пресечеме, ќе видиме дека незината точка, незината средина е овде. Еве, а незината точка и на вистина. Тој елемент си почнува од тука. Но нас тоа не ни врши работа, затоа што сакаме средината на елементот во кој што е да се совпадне со средината на елементот кој што сакаме да го ставиме. Поточно средината на сликата да е еднаква со средината на овој елемент. За го направиме тоа, треба да ја качиме горе за 50% од незината должина. Тоа е овде. 50% е овој дел тука. Кога ќе го качиме тука, ќе дојде овде. И 50% од незината ширина. Тоа е овде. 50% е овој дел. Кога ќе го поместиме тука 50% ќе дојде. И тогаш сликата ќе дојде вака, поточно. Центарот на сликата ќе биде еднаков со центарот на овој текст тука. Transform, translate, го памтите? Што правеше? Да. Кристијан, што правеше transform и translate со овие две вредности? Translate го поместува, така. Да. Transform го користиме за многу работи. Да, Како, transform например, не знам како да објаснам, како, например, наместо translate може да ставиме skew и други работи. точно така. И параметрите 50% и 50% со минус. Да објаснам што прават? Да. Да имаме пуњач. По ширината и по висината, односно по x и по y, го движат елементот за оно колку што сакаме. Кога ќе ставиме проценти, го движиме релативно на неговата големина. Минус 50% и минус 50% ќе дојде лево и горе за 50% од неговата ширина и висина. Со други зборови, ќе се намести точно на средина на сликата. Добре. Position absolute означува следното, тоа што ви го зборував пред малку, дека работите се релативни по дефолт, но може да им се стави абсолют и тогаш тие пак во нивната рамка да бидат слободни. Пак имаат некаква се рамка, меѓутоа слободни се во овој тука div со класа Polaroid текст, кога ќе се стави абсолют, елементите што се во него го игнорираат оној правилниот редослед во наводници. Кој е тој правилен редослед? Па овој. Викам, прво имам слика, после тоа имам некаков си div. Еве го тој случај. Слика, div.
со некаков текст. Сега не. Сега викам, ти ки имаш позиција апсолутна. Без овие топ и лефт 50%, еве да видиме кај ќе ни дојде тоа. Ќе ни дојде лево, долу. Гледате како е изместено и тоа поради транслейтов овој, уште поизместено е. Еве го тука вака. Тука си стои сега, затоа што не знае кај доди. Но, со овие тука топ 50%, чекайте вака, 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 ево го, топ 50%, релативно од неговиот парент си доаѓа на средина. Топ 0, што би направило? Топ 0 би дошло горе, во левиот горен ќош. Right 0, М, десно горе. Топ му е 0 и right му е 0. Нема висина, од горе нема ништо. Викам ти релативно на тој елемент во кој што си, горе нема да имаш ништо, стај се најгоре на него, 0, на 0% си и еднакво со твојот родител. Исто така и right. Right ќе имаш 0, ќе бидеш залепен најдесно. Овие се малку специфични, бараат малку работа и експериментирање за да се навикнат. Меѓутоа, пак, ви кажувам онолку работи колку што мислам дека се битни што можете од прилика да ги научите сега. И го комбинираме тука и транслейтот за да го добиеме вистинскиот центар. Ајде се уште еднаш да ве прашам, дали ви е ова од прилика јасно? Да. А за од центар како беше? Како? Од тука за од центар беше со топ 50 Да, и left 50 и translate со минус 50. да. И сега сте вие наред. На две од вашите три слики ставете текст во средината, кој што со некаква си убава позадина, сенка и боја, ќе означува некаков попуст на артиклот. Односно, ако имаме тука пример, нели стававме цени 12.000 денари, вие сакам во средината да ставите текст кој што ќе означува пример 9.000 денари. И тој, нели, идејата е да биде ударен, забележителен, со некакви си интересни бои, црвено со жолто или така нешто. Еве ви го и ова тука за помош, главното. Кажете ми кога ќе имате нешто. Би HTML да се гледа цел. Цел? Да, HTML. HTML-ов овој не ви треба вас. Ви интересира вашиот HTML и овој CSS тука. На нашиот проект. На вашиот проект, да. Аха.
Background color на текстот може да биде невидлив или? Ако биде невидлив, може да се измеша со сликата. Не знам дали ќе ти се гледа после. White да биде. Како? White. Бел. White? Да. Може? Може, пробај, ќе видиш. Специфично е кај сите со различни бои ви се страниците, кај некој ќе одговара едно, кај некој друго. Дали има некој што е заглавен? Да. Ајде да видиме како ви оди. Кој сака да сподели? Бив јас. Ајде. Добро. Ова е CSS-от. Има дел HTML-от. Како? Треба нешто да додајме или? Па, што ќе напишеш ако ги додадеш само тие работи во CSS-от? Ќе ти се смени нешто ако го додадеш само тоа во CSS-от? Мислотиво. Требаше сме. Имаш дивови со класа Polaroid? Не. Па како ќе ти се сменат? Значи, јас ви покажав еден пример. Сега треба вие да го адаптирате на вашиот код. Не знам дека сум скоро готов, само не знам. Нешто се случи со последниот артикл. Ајде, сподели да видиме. Се. Тодор, размисли. Што треба да смениш? Па ќе видиме пак. Еве сега. Како е ова? Ама не знам зашто ова се случи тука. Најверојатно некој div отворен, не затворен, нешто такво. Еве кај е тоа. Добро. Па, па. 65-та линија. Ете ти го тој div. Не, вишок. Не треба тоа таму да стои. Не треба во тука? Не. Да. Ето. Супер. А вака добре е. Намерно ги стави така или така ти испадна? Вака намерно. Добро, тогаш е окей. Само додади малце да се поголеми, да има некаква си позадина
и тоа, да се поголеми и да има некаква позадина. Да личат Добре. скоро како копче да личат, што се клика, не ве замарам се на копче да креате, ама така да личат, онака како стикер да имаат залепено врз нив. Тоа е идејата. Аха, добре. Лео? Да, еве. А. Јас треба овие само дивојне ова тоа го направив. Добро, ама тоа го имаш само Ама во ископирано. HTML немам ништо Се, ставено. сега треба HTML да го адаптираш. Ти треба нова цена, истото важи за тебе, Тодор. Треба нова цена да се стави, треба соодветни да бидат CSS класите со новото и на таа нова цена треба да и се всушност аплајне ова во нов div. Како што имате параграф со цена, сега треба да имате div со цена. Вака, веќе кога сме пред крај и имаме толку работи поминато, сакам да ви видам дека можете ова сами да го направите како Христијан, окей? Да, Можам сега јас да ви го кажам, ама да пробате да се снајдете во HTML-от и во CSS-от, што треба да се смени. Може? добро. Тодор? Договорно, да. Ајде, значи видете, размислете, пробајте, значи размислете што ви има смисла. Сега моментално најочигледното нешто е Polaroid класите што се во вашиот CSS. Немате вие такви класи. Што треба следно да направите? На што ми одговара во мојот код, одговара со што во вашиот код. Ако имате некој друг начин, нели, направете го со друг начин, помогнете си со интернет, видете. Меѓутоа тоа да биде онака како што ви кажав, врз на вашиот проект. Океј, дали имате некои прашања? Нешто нешто нејасно, онака што ве буни општо? Значи сега треба да креираме по Polaroid класа, така? Или више име? И да метнеме само Сега HTML. тие класите што ги напишав со јас беа со Polaroid, затоа што таков беше примерот. Кај тебе Океј. класите не мора да се викаат Polaroid. Може да се Да. викаат, пример, sale price. Ти си ги крсташ класите. Треба да пазиш како ќе ти се во HTML, така и да ти бидат во CSS. Океј. Океј, ова нешто ми се појавува на овакво, не знам што е, искрено. Добро. Океј, дечки, имајте убава недела тогаш и се слушаме И нареден тебе. час. Добре. Ајде, чао. Чао. Чао, чао.